Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денешно годишно обраќање на председателката Гордана Силјановска-Давкова е едно, би рекол, формално обраќање пред собранието, обраќање кое што не понуди визија за еднината на државата, обраќање во кое што едноставно имаше констатации во кои што даде извештај за тоа што направила, какви средби имала во изминатиот период, меѓутоа немаше нешто суштински и конкретно во однос на политиките. Морам да кажам дека два дела во обраќањето кога зборува за армијата, поддршката на армијата и поддршката на сите политики кои што би значеле унапредување на состојбата во армијата и подобрување на животниот стандард на сите воени цивилни лица во армијата е нешто за што ќе добие поддршка секако и од нас. И второ, мора да кажам дека поддршката на еднаквите можности, вметнувањето на жените во политиките и така натаму, декларативно е добро како став на председател на држава, меѓутоа очекувам дека таа декларативност преку влијание, преку јавно искажан збор, ќе биде преточена и во политики. Второ, сметам дека постојат многу теми во општеството за кои што очекував дека треба да бидат дел од годинешното обраќање на председателката. Зошто? Токму заради тоа што и самата во говорот се представи како човек кој што се бори за демократија, човек кој што се бори за транспарентност и на крајот од краиштата како правник во политиката, а не како политичар во правото. И затоа со право очекував да каже став за тоа дека највисокиот законодавен дом досега скоро ретко разгледува закони по редовна постапка, над 90% се по скратена постапка, нешто за што жестоко се спротивуваше во изминатиот период и на тој начин не се јакне демократскиот капацитет на институциите, туку напротив паѓа. Второ, кога зборува за јакнење на транспарентноста, очекував дека јавно ќе го осуди носењето на законот за јавни набавки, со кое што се руши транспарентноста, и очекувам и ја повикувам да не го потпише овој указ на Закон за јавни набавки, на тој начин директно да покаже дека демократијата и транспарентноста се постулати на кои што не само декларативно ќе ја врши функцијата, туку и низ реални основи во своето работење. Кога станува збор за правник во политиката, а не политичар во правото, очекував дека ќе ги осуди сите постапки на промена на законодавството, на правното уредување, во кој што се рушеше правниот поредок, ќе ги напоменам регулаторните тела, ќе ги напоменам комисиите и така натаму, на луѓе кои што имаа мандат и сосема противзаконски се и противуставно тие мандати се укинува, или двете автентични толкувања на Законот за надворешни работи во кои што се создаваат можности на мала врата за рушење на дипломатската мрежа, нешто што е оригинерна надлежност на председателот на државата. Мислам дека ова се работи за кои што требаше да се прати пораката во однос на сите овие случувања. Што се однесува до единството,
националното единство, единството помеѓу граѓаните, единството за важните прашања во државата. Исто така, наместо декларација, треба да имаме конкретни чекори. За да имаме единство, треба да имаме диалог. За да имаме диалог, некој ќе треба да повика и да не организира на диалог. Ние како СДСМ и коалиција сме подготвени да разговараме за сите прашања што се од важност за државата, да имаме диалог и да постигнеме консензус. И тука, навистина, доколку постои било каков предлог за унапредување на евроинтегративните процеси во државата, тој предлог да биде споделен и со парламентарната опозиција и на основа на тоа заеднички да разговараме, да заземеме соодветни ставови и заеднички да помогнеме на граѓаните и на државата во натамошниот период. Секако дека повикувајќи се на граѓаните и на суверенитетот кој што им припаѓа на граѓаните и на никој друг, очекував барем неколку реченици да каже и за состојбата на економски план за граѓаните, за тоа што се случува во моментот и да упати порака или начин на решение на сите овие проблеми. Меѓутоа, како и да е, сакам да верувам дека ќе најде сили да излезе оценката на парламентарното мнозинство, да излезе оценката на владата и да биде доволно гласна и таа гласност да се препознае дека е во името на граѓаните на Македонија, а на тој начин да помогне сите заедно да направиме се за да ја подобриме состојбата и напредокот и на државата и на граѓаните. Благодарам.